Почитуван пратеник Марија, ви благодарам за репликата. Меѓутоа, мислам дека не сваќаме или не сакате да сватите со каков проблем се соочуваме. Едно е да збориме теоретски, друго е да се соочиме со тоа што ни следува. Консултирајте се со министрите за финансии и за економија, ќе ви објаснат за каков проблем збориме. Тоа што го имаме во зелена агенда и во енергетска ефикасност. Ви објаснив и во мојот говор. Различни се процентот на учество во едната програма и тоа што го бараме ние со амандманот. Во тие програми учеството е, односно средствата кои ќе ви се вратат се 30%. Ние бараме 50%. Може би и поклучно е да имате гаранција дека ќе ви ги вратат средствата. Тоа е многу клучен момент кој мора да го свати владата. Ако сакаме да луѓето инвестираат во зелена енергија, мора да добијат сигурност дека тоа што владата им го дава како дисконт во оваа ситуација набавување на тие фотонапонски панели ќе им биде вратено. Во спротивно, многу луѓе се одвраќаат од идејата да инвестираат. Тоа е многу клучно. Сега околу кризата. Најмалку 250 милиона евра ќе не кошта сегашната состојба на состојбата со енергетскиот систем во Република Македонија до крајот на зимата, односно до пролет. Тоа се средства кои или владата треба да ги даде од буџетот, а чисто да за споредба, тоа се истите средства кои ги предвидуваме за капитални инвестиции. Ако сега ги дадем овие пари за енергетика, за нешто што не е планирано, што е сигурно проблем кој мораме да го решиме, до година нема пари за капитални инвестиции. Нула. Или сметката ќе треба да ја платат граѓаните. Некој што се грее на струја, ви спомнав, 5000 денара просечна сметка месечна, сега треба на слободниот пазар да плате 25.000 денара. Ние ќе балансираме помеѓу тоа, на мене ми е јасно. Меѓутоа и тоа е загуба за државата. Ќе загуби државата пари од буџетот, ќе загубат граѓаните од личниот буџет затоа што ќе плаќаат по било кој основ веќе тоа што е направено до денес повисоки сметки за струја. Веќе се издвоени големи пари за струја. Друг проблем. Ние влеговме во слободниот пазар. Фирмите купија за оваа година енергија на слободниот пазар. Таа енергија не им се испорачува. Зошто? Затоа што малврезантски фирми се јавија како посредници. Плаќале рата за рата, не склучиле договори, сега компаниите ја немаат ниту струјата која си е порачале, кој некој требал да ја обезбеди. Туку треба на слободниот пазар да купуваат енергија по 250 евра киловат час. А ја купиле за 50 евра. Кој ќе ги плати тие трошоци? Или се ќе се заврши со губењето на лиценците на минимум 8 од 10 фирми кои работат таа работа. Да не спомнувам случаи по паркинзи. Најмалку што сакаме ние е загадувачка енергија, најмалку што сакаме како ВМРО-ДПМН да имаме термоцентрали и комбинати кои ќе ја загадуваат природната средина. И многу убаво звучи дека некој се залага за зелена енергија, некој се залага за фосилни горива да се горат во државата. Не знам дали сваќате за каков проблем станува збор ако 5 пати се качи струјата и за буџетот и за граѓаните. Премногу е сериозно. И проблемот
ќе трае се додека не обезбедиме собствена енергија. Затоа ви кажав, хитно мораме да ги промениме законите, да и возможиме на граѓаните да инвестираат во енергија. Се што ќе дојде од надвор е плюс, меѓутоа таа енергија и тие инвеститори што ќе дојдат од надвор, повторно струјата ја нудат на слободниот пазар. Не сме го решиле проблемот. Државата мора да инвестира, да овозможиме и граѓаните да инвестираат. На тој начин ќе ги замениме и фосилните горива, односно производство на струја од јаглен и нафта. Меѓутоа, тоа најмалку ќе трае 3 до 5 години. Најмалку, најдобро да се поставиме. За 3 до 5 години, ако струјата скапне 5 пати, верувајте, тоа е многу лошо за економијата. Не држат фоскулите, ние сме за зелена енергија. Овде се станува збор за енергија. Можеме да останеме ситуација да немаме струја. До таму е дојде на работата. Се надевам дека малку посериозно ќе го сватиме ова прашање со енергетиката. Најмалку ни треба политика тука. Мора да се надминат и тие бизнес интереси, да и се овозможи на граѓаните да се инвестираат во сопствена енергија. И тоа зелена. Благодарам, мислам дека се делумно разбрав.